Португалското председателство на Европската унија до крајот на неделата ќе представи стратегија за Скопје и Софија, тврди премиерот Зоран Заев. Според него кабаетлукот на Европската унија е недвојбен. Се граделе стратегии како конечно Европа да го врати својот кредибилитет овде. До крајот на јуни очекувал да се одржи и меѓувладината седница. Не сакам да ги дигаме нереални очекувањата, па после пак да бидеме скршеница. Но ова година треба да направиме пробив, заради тоа што имаме одлука. Ние не зборуваме за следен чекор, ние зборуваме за получекор. Прва меѓувладина конференција, следува скрининг, после тоа неколку месеци поглавијата или слично. Новината е португалското председателство разработува цела една стратегија со која што ќе настапи пред Софија и пред Скопје. По дипломатската офанзива на Заев, Димитров и Османи во Брисел, во Скопје утре доаѓаат шефот на дипломатијата на Португалија Аугусто Сантош Силва, придружуван од еврокомесарот за соседство и проширување Оливер Вархеј, кој го отвори прашањето за исклучување на Македонија од пакетот со Албанија на европскиот пат. Дипломатски извори велат дека целта на посетата била детално да се разгледат опциите за излез од ќорсокакот во кој што западна македонските евроинтеграции и поветото од Бугарија. Се поизвестното црвено светло од европските челници за македонскиот интегративен пат ни одалеку не било основа за одговорност од македонските власти. Првиот дипломат Османи, покрај цврстото бугарско вето, не гледа причина зошто би се барала одговорност од нив, кога сме испорачале се што побарала Европа. Видете, не сакам да се оправдувам воопшто по однос на ова прашање, меѓутоа се обидувам да бидам коректен во одговорот. Наша одговорност е да ги исполниме критериумите. Доколку Европската комисија би проценила дека Република Северна Македонија не ги има исполнето политичките, економските критериуми, транспонирање на европското законодавство или било кој друг предуслов за започнување на преговори, да, тогаш има простор да се разговара за одговорност. Меѓутоа, во услови кога Европската комисија вели дека Република Северна Македонија не само што ги има исполнето минималните услови, туку предничи во регионот и по однос на земјите кои што веќе имаат започнато преговори пред неколку години, тогаш зашто разговараме? Викендов се очекува во Скопје да допатуваат министрите за надворешни работи на Австрија, Чешка и на Словенија, како дел од пошироката иницијатива за деблоката на евроинтегративниот процес на Македонија со усвојување на преговарачката рамка.